Господине Стевананджија, еден од клучните проекти на оваа влада и оваа гарнитура е спроведување, а би рекол и наметнување на граѓаните на Република Македонија на стратегијата за бегалци, мигранти и странци за следниве 10 години. Се работи за стратешки документ за еднината на Република Македонија. Господине Стевананджија, дали со оваа стратегија за бегалци и странци за следните 10 години се согласуваат граѓаните на Прилеп? Дали со оваа стратегија се согласуваат граѓаните на Битола? Дали со оваа стратегија се согласуваат граѓаните на Квешијата, односно Кавадарци и Неготино, Велес, Скопскиот регион? Господине Стевананджија, во таа стратегија еден куп приоритети на владата на Република Македонија и огромни ресурси, милиарди и милиарди евра следниве 10 години ќе бидат потрошени за трајно сместување на мигранти, бегалци и странци во Република Македонија и со тоа Македонија повеќе не е транзитна земја, туку Македонија станува земја домаќин на голем број на лица од голем број на држави. Уште еднаш, дали граѓаните на Прилеп го поддржуваат тоа, на Битола, на целиот Пелагониски регион со сите околни општини? Дали за тоа им дале легитимитет граѓаните исто така и на другите општини во Република Македонија? Зошто и која е намерата со која што се пушти писмо до градоначалникот на Прилеп за директно учество на општина Прилеп по стратегијата за бегалци, мигранти и странци? Такви писма, господине Стевананджија, се пуштени до општина Аеродром. Со која намера е пуштено писмо до општина Аеродром во делот на бегалци, странци и баратели на азил, кога станува збор за државната стратегија? Со која намера е пуштено писмо до општина Кисела Вода? Знаеме со која намера е пуштено писмото до општина Ѓорче Петров. Пуштено е такво писмо и до општина Газибаба. Од тие причини ние велиме дека приоритет за владата на Република Македонија треба да бидат граѓаните на Република Македонија. Македонија едноставно нема ресурси за спроведување на оваа стратегија, која што со изјава директно на 21. јули во Штип ја поддржа и Зоран Заев и Мила Царовска. Република Македонија и понатаму има 218.000 невработени лица, а таму вела дека ќе се даваат кредити, заеми и микролинии за и банкарски фондови во делот на мигранти и бегалци. Кој ќе ги враќа тие средства? Граѓаните на Република Македонија. Напротив, овие средства треба да бидат потрошени на граѓаните на Република Македонија, затоа што првенствено обврската на владата на Македонија е кон овие лица. Благодарам.